Казни до 20.000 евра ги чекаат трговците ако продолжи хаосот со цените како досега и во нивна полза, предвидува донесениот закон за нефер трговски практики, а кој треба да се спроведува на есен. Законот за забрана на нефер трговски практики предвидува до 15 март секоја година Комисијата за заштита на конкуренцијата до Европската комисија да доставува извештај за нефер трговски практики во деловните односи на купувачите и добавувачите. Вице-премиерот задолжен за економски ресори во владата, Фатмир Битики, со ова законско решение очекува да се стабилизира редот со цените. Ова е ново решение според ЕУ директивите и мислам дека конечно ќе го означи правиот пат кој сите го бараме, а тоа е патот кон европската интеграција. Ваквите решенија укажуваат што е добро на нашето интегрирање во Европската Унија. Смета Битики, за непочитување на овој закон предвидени се драконски казни. Од 1000 до 2000 евра во денарска противредност за микротрговец, глоба во износ од 2000 до 4000 евра за мал трговец, од 6000 до 12000 евра ќе плати среден трговец и глоба во износ од 10000 до 20000 евра за голем трговец. Дали граѓаните веруваат дека овој закон ќе профункционира? Не го поштуват закон и да донесат закон не го поштуват. Сега за сега. А натака после изборите ќе видиме. Не сум запознат со тие работи. Некој пати може, некој пати не може. Зашо не може? Како сака тоа не. Ние треба да бидеме македонците цивилизиран, културен народ. Сакаме во Европа, никој пат не може да улеземе. Со лажи, со корупција, со ово.